Версус со Горан Лалов. Добро вечер. Вечерашната емисија од Институтот за безбедност, одбрана и мир за евроинтеграциите, регионалната и надворешната политика на земјава со професор доктор Билена Ванковска, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, во последно време препознатлива во јавноста како јавен заговарач за РЕКОМ, а тоа е регионалната комисија за утврдување на фактите за воените злосторства од 1991 до 2001 година. Добро вечер, добро дојдете до Версус. Ви благодарам на поканата. Професорке, ја оправдува ли својата функција комисијата онаа за која што беше формирана? Ако зборуваме за РЕКОМ, тоа е комисија во настанување, значи не постои како таква, меѓутоа постои една силна граѓанска иницијатива од 7 држави во регионот, од стотици илјади граѓани, преку 2000 организации, невладини организации, здруженија на ветерани, на жртви, на семејства, на исчезнати лица и слично, значи една многу шаренолика категорија на луѓе кои бараат правда, бараат вистина и бараат факти за она што се случуваше во овие клучни години. Сега сме во фаза на трансфер од цивилното општество во политичките кругови, значи бараме од политичарите, од лидерите на овие 7 држави да превземат конкретни мерки, да седнат на заедничка маса и со меѓудржавен договор да ја формираат комисијата РЕКОМ. Таа во моментот кога ќе биде конституирана, ќе действува, ќе функционира 3 години и за тој период треба да направи целосен попис на сите луѓе кои загинале во овие војни. Да. Кога сме кај политичарите, неодамна имавте средба со министерот за надворешни работи Никола Поповски, кој е неговиот став? Пред министерот Поповски се сретнав и со председателот Иванов. Така е, и тоа еднаш сама, значи за да му ја представам иницијативата од македонска перспектива, зашто е важна, а потоа и со регионалниот тим на јавни заговарачи, колегите од Србија и Босна и Херцеговина. Разговарав и со министерката Јанкуловска и со министерот Поповски. Веќе имам закажани средби и со евроамбасадорот Аиво Орав и со госпоѓа Ермира Мехмети Деваја. Значи, сакам да ви кажам дека станува збор за едно лобирање на повеќе нивоа и партиски и институционални. Ставот за сега охрабрува со тоа што политичарите начелно барем значи успеваат да ја видат важноста на овој процес. Да. Особено сметаат сега дека имаше потреба од формирање на ваква комисија со ваква цел. Ако оставиме на политичарите, тие никогаш не би дошле до таква идеја. Знаете, постои тенденција кај политичарите и не само локалните, не само националните, туку и овие од надвор кои доаѓаат, кои велат гледајте напред. Чекорите напред, еве Европската унија, НАТО и сите тие ветувања, не се вртете кон минатото. Ние сме напротив, ние сме растурачи на забави, ние велам кои сме иницијатори на оваа идеја за формирање на РЕКОМ и велиме не можеме да одиме напред, сигурни дека патот ќе ни биде мирен и дека нема повторно да ни се случуваат немири, војни и страдања, доколку не расчистиме со таа темна страна на тие случувања. Сакаме едноставно жртвите да ги извадиме од статистиката и да веќе не зборуваме со десетици, стотици илјади и така натаму, значи луѓето не се статистика, туку сакаме да им го вратиме идентитетот. Политичарите засега велам во оваа прва фаза бареме добро што ја препознаваат нашата добра волја, сметаат дека има одредени работи кои тие ќе мораат да ги решат, особено од уставно-правен аспект, како тоа да го вклопат во правните системи, и тоа беше главната забелешка, например, на председателот Иванов. Меѓутоа, другите министри, да речеме, она што јас барам од нив е да го разгледаат нашиот предлог статут на РЕКОМ, значи имаме еден документ врз основа на кој би функционирала таа комисија, и да видат како можат во своите средби со колегите од регионот да ја промовираат таа средба, значи на секој иден регионален состанок, да тие разговараат меѓу себе, да разменуваат мислења, ставови и слично, а ние сме тука да им помогнеме секогаш кога тие ќе дојдат до некоја ситуација или прашање која ги збунува, значи би сакале соработката да продолжи.
Многу е остра вашата квалификација, но верувам дека имате објаснување дека Хашкиот трибунал со своите последни одлуки се обидел да ги амнестира од вина за и одговорност за воените злосторства поранешниот водач на ОВК Рамуш Харадина и хрватските генерали Готовина и Маркач. Велите дека со оваа своја одлука трибуналот врши самоубиство. Мојата изјава е точно ја пренесовте, меѓутоа не мислам дека врши амнестија, значи тие луѓе излегоа и поминаа под одредена судска постапка. Јас, бидејќи не сум дел на тој судски процес, не можам да знам до крај која била правната логика. Меѓутоа, општо е чувството во регионот, зборувам за луѓе, особено кои се занимаваат со воените злосторства, со помирувањето, со оваа, велам, темна страна на сето што се случуваше. Општо е чувството на разочарување дека Хашкиот трибунал не само што не успеа да ги најде вистинските злосторници, туку дури одмага во процесот на помирување, затоа што кај едни народи создава чувство на колективна невиност и потоа имате триумфализам од типот ете гледате дека нашата војна. Првиот случај за Албанија и Хрватска, а во вториот можеби за Србија, која што излегува можеби најоштетена од Па Србија цело време знаете играа на таа карта дека цел свет е против нив, дека сите ги обвинуваат само србите и сега излегува дека токму тие радикалните струи во Србија добиваат потврдена таквата позиција, затоа што навистина многу малку не срби остана осудени во Хаг. Меѓутоа вистината е таква дека има и не срби осудени, освен Трчуловски, значи постојат и неколку хрвати, и босанци, и двајца албанци од Косово и слично. Меѓутоа премал е бројот и тоа е за некакви по-беззначајни, да речам, иако е тоа грубо кажано, по-мали инциденти, отколку ова како што беше на пример операцијата Олуја, во која преку 150 до 200.000 луѓе практично беа депортирани и Хрватска стане етнички чиста држава после тоа. Значи, кога зборувам за самоубиство, зборувам за нашите изневерени надежи. Ние очекувавме дека индивидуализацијата на вината ќе ги најде злосторниците и дека нема цел народ да го носи на товар на плеќите чувството дека сите се виновни. И тоа го чувствуваат и македонците. Сега кога велат, па зарем само нашиот Трчуловски е виновен, па зарем тој излезе најголем злосторник. Ја не навлегувам во вината на Трчуловски и најверојатно постои основа за вина. Меѓутоа, исто така, ефектот на општеството е подеднакво тежок. Знаете, затоа што сега сите одат кон таа некое чувство на самосожалување во кое велат ете сите ние македонците сме виновни за 2001-та, додека од другата страна ниту еден албанец не беше изведен пред суд, амнестијата беше усвоена овде на многу широки основи, Уставниот суд го потврди тоа, така што нема основи за судење. Во таква ситуација РЕКОМ е единствената шанса. РЕКОМ е, значи не е судски орган, нема да гони, нема да утврдува вина, меѓутоа ќе нотира ако во Бриони двајца луѓе невини биле врзани за столпи дигнати во воздух, ќе се знае имињата на тие луѓе, ќе се знае кој биле, што биле, од каде биле. Разбирате, создаваме култура на сочувство, култура на емпатија кон живи луѓе, односно во моментов мртви луѓе, кои некогаш го изгубиле животот токму затоа што ние сме си играле војни. Да. Има ли се тоа ова конкретни импликации во регионот и во односите помеѓу земите? Ова е тежок процес и морам да кажам дека и ние самите јавни заговарачи кога меѓу себе разговараме имаме сложувалка, мозаик регионален. На една страна ќе тргне добро, на друга страна може да застане. Во моментов Хашкиве пресуди воопшто не ни помагаат во таа, да речам, општа атмосфера. Затоа што Хрватска е пред влез во Европска унија, тамошните политичари можат со полно право да речат и со гордост, ние сме чисти. Нашиот домовински рат, војна се покажа. Значи, преку пресудата ослободителна на хрватските генерали се извлекува теза дека ништо лошо не се случило. Знаете, колективна невиност.
И тоа е она што нас ни создава проблеми, меѓутоа пак искуствата покажуваат од други слични општества кои поминале низ вакви трауми дека без овој процес нема траен мир. Затоа што ние често се навраќаме на тезата, например, на Јасеновац, новите генерации не се сеќаваат на тоа, меѓутоа мојата генерација се сеќава. Едната страна на приказната велеше дека 700.000 луѓе биле екзекутирани во тој концентрационен логор на територија на Хрватска за време на НДХ, на Независна држава Хрватска, додека кога Туџман дојде на власт тврдеше дека не се 700.000, туку 70.000. Разликата е огромна. Сега она што ние сакаме да го направиме за идните генерации, да не дозволиме распон, знаете, од 200 до 2000 до 20.000 или не знам колку луѓе. Значи, кога ќе имате факти, фактите ќе зборуваат за себе. Да, со оглед на тоа што рековте дека за цели некои држави постои колективна одговорност, за други сосема спротивното, можеби има разидување помеѓу членовите на самата комисија кои доаѓаат од различните земји? Не, ние сме, знаете, ние сме индивидуалци, главно активисти, професори, новинари, меѓу нас има, значи, луѓе кои секогаш оделе надвор од нашите мејнстрим или општо општествено мислење. Значи, ние како такви немаме проблем меѓу себе да кажеме, да речеме, мојот колега од Хрватска не мисли дека во Олуја немало злосторства. Напротив, тој е силен застапник, зборувам за колегата Жарко Пуховски, кој и како председател на Хелсиншкиот одбор на Хрватска точно ги нотираше сите убиства кои се случија за време на Олуја. Што се однесува до Србија, дали таа ќе ги прифати овие решенија на трибуналот? Србија поминува низ една негативна катарза, значи наместо на катарза во која, знаете, како што Германија по војната, по Втората светска војна мораше да помине низ процес на денацификација, односно соочување со грдата реалност, кај србите исто се очекуваше дека ќе дојде тој момент во кој можеби младите генерации ќе прашаат оно историско едно прашање: тато, а каде беше ти за време на војната? Значи прашањето на Вуковар, на Сребреница, на многу работи за кои српската воинствена политика била одговорна. Меѓутоа, овој момент сега се случува нешто обратно. Сега ги имаме таму студентите, најнапредниот дел од општеството, барем нели така се очекува, кои протестираат против судските одлуки во Хаг, кои велат ете цел свет е против нас, и знаете, создавате радикализација кај оние кои всушност треба да го влечат општеството напред. Не знам колку има вистина, односно колку е веродостојна наводната изјава на Карла Дел Понте, дека Хашкиот трибунал мора да осуди барем по еден воен злосторник од сите земји кои биле зафатени со некаков воен конфликт во периодот од 1991 до 2001. Мислам дека не станува збор за конкретна изјава, колку за една незина политика како хашки обвинител. Значи, таа одеше на ловење на големите риби или големите зверки, односно оние кои, знаете, беа избрани како прототипови на лидери кои воделе завојувачка политика милитантна и кои требаше да биде поука на крајот: еве сите ќе бидат изнесени пред лицето на правдата, ќе бидат казнети, и знаете, работата ќе биде на некаква нивелација, па да, во секоја држава, секој народ имало. Да, но дали може да води некаква политика или да има некаква политика за својата работа или очекувања тогаш кога се формира? Хачкото обвинителство, значи, има, видите, стануваше збор за стотици и стотици илјади починители, сторители. Значи, ако се одеше на гонење на буквално секој оној кој ги закрвавил рацете, ни 10 хашки трибунали немаше да може да помогнат. Едноставно ке немаше капацитет да се процесуираат. Дел од таа работа беше оставена на националните судови и национални судења имаше во овие држави и се уште има. Токму затоа хашкото обвинителство се одлучи за оние за кои сметаше дека има најсилни докази. Сега на крајот на приказната, бидејќи Хашкиот трибунал за година и нешто треба
сосема да ја заврши својата работа со последните обвинети, се покажува дека и за оние за кои Карла Дел Понте тврдела дека има силни докази, се покажува дека не е така, или дека обвинението е погрешило правната квалификација на делото. Така што да речеме Харадинај не е воопшто обвинет за командна одговорност, а она за што се терети се однесува на логор во кој се цивили мачени, изнесувани тортура, силувани и така натаму, и сега велат, ама обвинението било само за лична одговорност и немало докази, односно сведоците кои требаше да излезат на тој во тој процес исчезна, односно беа елиминирани еден по еден. Тоа е страшното. Со престанувањето на судот во Хаг, значи дека семејствата на жртвите правдата ќе ја бараат во своите сопствени држави? Па тешко ќе биде, знаете зошто? Затоа што толку години целата надеж беше ставена на Хашкиот трибунал, кој значи имаше моќ и Карла Дел Понте, се сеќавате дека беше многу моćна жена. Таа можеше да влие на процесот на евроинтеграција на различните држави, со тоа што услов за нивното интегрирање беше соработката со обвинителството. Македонија добро соработуваше со обвинителството. Македонија предобро соработуваше, да бидеме искрени. Зошто тогаш не влијаеше таа соработка позитивно на нашиот евроинтегративен процес? Затоа што кај нас не беше проблемот ниту воените злосторства, кои ги имаше многу малку, затоа што навистина мал конфликт, кратко време траеше, многу помалку луѓе загина од било кој друг конфликт во поранешна Југославија, освен Словенија секако. Така што ние се сопнавме на она старо прашање со Грција. А додека Хрватска, да се изразам, вија негатива се сопре на прашањето за соработката со Хашкиот трибунал, не испорачувајќи го готовина. Тие го испорачаа готовина во оној момент во кој мора, значи председателот Месич се соочи со судирот, со јавноста која се брануваше, која протестираше за тоа. Долго време хрватската јавност мислеше дека тоа е антихрватски суд и дека сигурно зло нешто ќе им нанесе на нивните славни генерали, и сега тоа се претвара во една еуфорија во која тој станува суд кој ја обели целата операција. Професорке, навистина ли толку тешко се прибавуваат докази од страна на обвинителството кога е во прашање некој обвинителен акт за воени злосторства? Или има политика и таму? Не е лесна таа работа, не е лесна. Видете, со Харадинај главниот проблем, барем онакак сега како што го толкуваат правниците, е во недоволната заштита на сведоците, на потенцијалните сведоци. Сега знаете, таа иста проблематика ние ја имаме и во националното судство, кога велиме, не знам, заштитени сведоци. Па потоа имате посебна техника во судниците, па посебни кабини, па посебно, не знам, штитење на идентитетот на тие луѓе кои, нели, во иднина би биле безбедни, иако би дале исказ пред судот. Овде не се случи тоа, и тоа е страотното како показател дека еден меѓународен суд практично падна на еден таков испит како што е заштита на сведоци. Да затвориме овде темата за Хашкиот трибунал. Вие неодамна, практично кога беше актуелна смената на власт во соседна Србија, рековте дека сигналите кои што доаѓаат од север не се воопшто поголни за Македонија со новата власт и позицијата на новите српски власти. Зошто и кои ќе бидат ефектите? Таа изјава беше дадена во моментот кога ги слушнавме резултатите и нормално требаше да видиме, односно се подпираше на она што дотогаш Томислав Николич го имаше зборувано во однос на соседската, да речам, политика. И тука нема дилема дека впечатокот беше дека станува збор за еден цврст националист и многу по-десно ориентиран националистички човек, политичар, кој всушност и промени неколку етапи од Шешелјовец и до сега наводно поумерен политичар, и требаше да се види како ќе се одвиваат односите со Македонија. Во меѓувреме, да подсетам, тој беше и гостин во Република Македонија, нашиот председател го прими, значи помина, го скршија мразот. Меѓутоа е јасно дека односите нема да бидат така топли и блиски како што тоа беше случај со Борислав Тадич. Не се налути Николич што Иванов не беше на неговата инаугурација?
компензација или имаше разбирање заради тоа што повеќе председатели од регионот не Па дојдоа? практично беше игнориран, да. Тоа е така што јас не знам дали му се налутил, меѓутоа па од друга страна Македонија покажа голем гест, ретко голем државнички гест со дозволување да се одбележи 100-годишница Кумановската битка. Кумановската Ако не е тоа компензација за Прохор Пчински. Па ќе видиме дали е компензација, односно дали српската страна го свати овој гест во вистинската негова димензија, колку е за македонците тешко да дозволат на нејзина територија разни војски и разни држави да слават разни обележја, а да притоа замислете немате гробови, немате споменик на македонци од тој период. Јас зборувам за 100-годишницата од Балканските војни. Така што македонците направија, или македонската влада направи гест за кој беше и доста критикувана дома, со тоа што сега се очекува, знаете, на добро да се одговори добро, па евентуално да се отворат портите на Прохор Пчински, иако е тешко да се прогнозира, затоа што таму проблемот е во црковниот спор, меѓу црковниот спор, и дека Томислав Николич не верувам дека има моќ да влијае врз црковните власти во Србија, иако тој нели се заложи дека дури понуди и наводно решение на меѓуцрковниот спор, меѓутоа секуларната држава тоа не го дозволува. Да. Не се во спрега политичките и црковните власти во Србија, или тоа е случајно заеднички став дека Косово треба да се дели? Српската црква и држава секако дека имаат една симбиоза историски гледано, меѓутоа не е случајот само со Србија така. Значи православието како такво е засновано токму на тој национален принцип, нели, да секоја држава, нација фактички има своја црква па која го носи името. Тука е, нели, и затоа спорот со Македонската православна црква проблематичен за останатите кои ја негираат Македонија, односно македонскиот народ како таков. И сега, ако се вратиме на ставот кон Косово, Српската црква е длабоко инволвирана со тоа што таа дел од Косово го смета Печката патриаршија, значи, воопшто тоа е коренот на српството, како што тие, во на културна, верска димензија и така натаму, и тешко им е да се откажат од некои од најстарите манастири, места каде што се раѓала таа култура и државата. И постои верување дека е Косово лулката на српството, што значи баш ги доближува црковните и световните власти. Дали ќе се оди на поделба е тешко. Што имплицира на тоа дека Србија нема да се откаже од Косово и во иднина? Таа може нема вербално да се откаже, меѓутоа реално таа веќе го нема Косово, многу одамна. Значи, уште во времето на Милошевиќ се додека мирот или поседот на Косово се држеше со силна полиција и војска, а 90 и нешто посто од населението е албанско, косоварско, како би го рекле денес, јасно е дека тоа останува само во реториката на српските политичари, меѓутоа тие немаат моќ реално да вршат власт на таа територија. Сега проблемот е што па српските енклави ја одбиваат власта на косовската држава и засега тоа е замрзнат конфликт. Може би е тоа за нас до некаде дури и добра вест, затоа што одмрзнувањето на тој конфликт со евентуална некаква нова делба и цртање на нови граници, па потоа, знаете, приказните за компензација, ние ќе ви дадеме овде, ама вие ќе ни дадете Прешево, Бујановац, Медвеѓа, овој делот на Јужна Србија, па потоа одма се отваре прашањето со Република Српска, затоа што и Босна не е функционална држава, и влегуваме во нов бран и во нов циклус на нерешени прашања. Затоа може би некогаш овие замрзнати конфликти создаваат привид барем на примирие за известни број години, за генерации, кои па може би во некоја идна ситуација која ќе се сменат лидерите и генерациите и се смири ситуацијата, може би ќе најдат начин да сватат дека всушност границите навистина се смешни во време на една општа глобализација и интеграција и во Европа и пошироко. Може ли се нови конфликти, дестабилизација, прекројување на границите во регионот? Јас мислам дека тие времиња поминаа.
Значи, дури во најлошите наши зборувам како општество, нели, стравови или будење на некакви соништа за големи држави, за заедништво, најновата реакција беше она поврзана со прославата на 100 годишницата од албанската држава, така. И тоа некако буди одредени емоции, тоа е несомнено, меѓутоа, ако се сетиме како се формира сегашниве држави, како се прекројуваа границите, знаеме со сигурност и затоа и рекоме тука да го нотира тоа баш по име и по презиме, толкова голема човечка жртва се даде за секоја граница, што мислам дека би требале да бидеме навистина последни морони, да не сватиме дека војните носат насилство. Ние се покажавме како такви во многу аспекти досега, па дури во формирањето на националните држави. Не одеше тоа така гладко на Балканот како што одеше во периодот кога се создаваат тие во 19-тиот век. Да, затоа што и тие држави кога во времето кога се создавале, големите сили ги создавале, значи албанската држава не е чист производ на борбата на јунаците на албанската нација, првите луѓе. Да, имало, значи, интелектуална елита, одредена моќ на артикулација на тоа право на самоопределување кај албанците, и тоа е неспорно. Меѓутоа, без поддршката на Австро-Унгарија, која ја спречува Русија да излезе на топлите мориња преку Србија, не би постоела албанска држава. А во тој период Македонија не добива ништо, како што знаеме. Како што знаеме, и сите земји од соседството ја негираат историјата. Се уште, да. Како со целиот овој габарит овие земји од Западен Балкан конкретно ќе се движат понатаму во евроинтеграцијскиот процес? Па секоја е условена. Условена е со нешто што не е типично во контекст на она што го викаме копенхашки критериуми. Значи, имаме нешто што е еднакво за сите и тоа се тие критериуми кои се поврзани со... И уште по едно дополнително барање за секоја земја. За секоја кое е практично неприфатливо или од политичките водства се бара да направат нешто незамисливо, да извршат политичко самоубиство, би рекла. На известен начин тоа не може да го направи, не го направи Борис Тадич за Косово, иако беше умерен, проевропски, Брисел го сакаше за разлика од Тома Николич, кои го гледаат со други очи. А кај нас проблемот со името? Можеме отворено да кажеме дека на европските центри на моќ многу подрак им беше еден Бранко Црвенковски, кој беше многу по-комотен и отворен во таа комуникација, отколку Груевски, кој им се чини како Тврторев. Меѓутоа, ниту едниот, ниту другиот не може да извршат историско самоубиство со тоа што ќе го дадат името. Иако тие меѓу себе се караат, вие вакви или такви, кога доаѓа во моментот на одлука, ја не гледам кој би можел да го направи тоа. И сега во целата таа заплеткана ситуација околу тоа, ќе останеме заглавени во европската чекалница. Па ќе останеме, меѓутоа и Европа се менува, и веќе Европа не е таа што ние ја посакувавме. Мене најмногу деновиве ме вознемируваат сликите од Словенија, ако сакате, знаете. Како стратешки интерес, може би повеќе заради некои состојби во Европската унија. Па не, добро, претежно јас сум експлицитна и тука не одстапувам во делот на НАТО. Значи, тоа е мој став дека Македонија не треба да влезе во НАТО и дека е НАТО воена алијанса која всушност абсорбира капацитети и ресурси од државите и ги вложува во воени цели. Мала држава и сиромашна како Македонија нема што да бара таму. Тоа е тој став. Во однос на Европската унија сум покажувала силна критика кон што се движи унијата. Значи, тоа е првенствено демократскиот дефицит на таа унија, она што сега се појавува на улиците во Шпанија, во Италија, во Португалија, во Ирска, за Грција и да не зборувам, и сега најново во Словенија. Значи, Словенија е сепак држава која по многу нешта блиска до нас, затоа што сме имали заедничко минато, блиска по број на популација и така натаму, иако нас ни се чинеше дека е бајка заради економскиот развој, кој е неспоредлив со македонскиот. И сега одеднаш деновиве ние гледаме како горат улици, како се шири како пожар едноставно тој протест на граѓаните кои се разочарани од политичарите, кои зборуваат за корупција, кои зборуваат за
кратење на човекови права, особено на работничките права и слично. И сега одеднаш ви се распаѓа и последната илузија дека Европската унија е всушност она безбедна дестинација во која еднаш која ќе дојдеме се ќе биде многу убаво. Знаете, тоа од една страна не можам да бидам среќна. За тие работи сум зборувала и порано. Да, треба да одиме, ама со отворени очи, без бајки, без розови очи. Мене не е илузија се уште дека има алтернатива и надвор од Европската унија за земјава. Мислам дека целата наша политика, колку и да ја обвинуваат сегашната влада, посебно од опозицијата, дека не е предадена кон евроинтеграциите, ја мислам дека сите наши политики, сите наши влади не отстапиле од тој пат. Тие, значи, главната дестинација е таа и се што се прави, и знаете, многу се моќни пораките од Брисел. Пораките од Пекинг ретко стасуваат, или од Русија, па воопшто од Москва. Меѓутоа, овие се моќни и ние сме и економски, ако сакате, зависни, формално правно, целиот правен поредок ни е насочен кон Европската унија и ние не можеме во овој момент да речеме пупу не важи она што сме го правиле, па сега ќе бараме нешто друго. Сосема друга е приказната кога се оди во барање на инвестиции. Значи, зборувам за економската димензија и тоа го прави Европската унија. Таа го сели својот капитал на места каде што може да добие повеќе профит. Тоа е глобалниот свет. Дали Македонија со поуспешна дипломатија во последните години можеше да го избегне поставувањето на споразумето како услов за влез барем во НАТО? Тоа е многу хипотетичко прашање. Факт е дека дипломатијата ни е многу слаба, зборувам за квалитетот на дипломатите, зборувам за системот на унапредување или регрутирање на дипломати, сега знаете на професионализмот наспроти разни награди за партиски лојални луѓе, јавни личности, не знам. Тука изгубивме многу. Меѓутоа тоа се детските болести на секоја млада држава. Македонија само 20 на години е независна држава, меѓутоа не верувам дека ни некој чудотворец би успел да го реши проблемот со името, затоа што тоа е нерешлив спор. Тој идентитетски спор е нерешлив, а дури да сте и не знам каков дипломат од калибар на Холбрук или Карл Билт или земете кого сакате, ако се работи за вашиот национален интерес, вие не можете да правите компромис со него. Името е наш национален приоритет и тука не гледам ништо националистичко, не гледам ништо чудно и дури им се чудам на европските или странските пријатели кои велат па што голема работа, малку нешто ќе ви сменат, а вие ќе си бидете пак истите. Мислам дека тоа не е така безболно и едноставно. И по тоа прашање имам сосема јасен став дека промената на името по пат на некаков компромис прво ќе се покаже за многу кратко време дека има удар, има бумеранг ефект на самото општество и ќе внесе раздор внатре во општеството, меѓу нас самите, меѓу предавници, кој го даде името и слично. Тоа може да не дестабилизира дополнително и мислам дека дури да се направи тоа, кој ќе се види дека Европската унија не може да ви испорача ни пари, ни благосостојба, ни ништо, затоа што самата е во тешка криза, тогаш ќе се постои прашањето, а зошто го дадовме името? Така што во оваа ситуација јас не мислам дека треба Вашиот став е неменување на името по ниједна цена. Апсолутно. Никако во ваква ситуација и никако во ситуација кога имате сосема јасна порака од другата страна. Не е проблем името на вашата држава, туку е проблем интернет доменот. Зошто, ја не чув досега одговор, зошто на Грција е важно на интернет доменот да не стои МК, туку нешто друго. Зошто се толку чувствителни на нашите регистарски таблички на возилата? Зошто им смета кратенката на денарот МКД, кој е меѓународен код и слично? Не го знаевме тоа предходно или требаше Пол Волерс тоа да го каже јасно и гласно за да знаеме што е света на Грција? Го знаевме и мнозина од нас го кажуваат тоа, значи уште
Се сеќавате во една емисија председателот на опозицијата Црвенковски кога извади од джебот еден лист хартија кај Роберт Поповски, мислам така, па рече дека како да одава државна тајна. Не е вистина дека беше државна тајна, тој факсимил го имав и јас во тоа време, затоа што преку новинарите кои успеваат да дојдат до некоја фотокопија, знаете, кога бараа од нас мислење како од експерти, по имейл ми го пратија тоа и јас го видов. Значи, стануваше збор за 13 точки околу името на државата, па атрибутот, па се до чувствата на другата страна, тоа беше некое последно тамо барање. И сето тоа, тој пакет ви кажува дека не станува збор за проблемот на името на државата, туку на народот, на неговиот идентитет и на се што се однесува на македонско како такво. Професорке, конкретно на емисијата, редовно пишувате колумни во дневниот весник Нова Македонија во кои остро критикувате определени состојби и личности. Дали поради тоа трпите некакви притисоци од страна на политичките елити, се обидуваат да бе придобијат на своја страна? Колку чини, каква е цената што треба да се плати за слободната мисла во Македонија? Морам веднаш да кажам дека мојата лагодна позиција се должи на тоа што сум универзитетски професор. Веројатно, кога би била во некаква друга позиција, би морала да внимавам на работното место, на некакви, да речам, екзистенцијални аспекти. Директно ќе ви кажам дека не сум доживела никакви закани од никого и веднаш ќе ви кажам дека не сум добивала дури ни големи понуди за да некој ме придобие на своја страна, затоа што веројатно им е сосема јасно дека ако за 20 години не сум се дала или определила за некого, нема причина зашто сега би го правела тоа. Така што полека јас секогаш се обидувам во вакви ситуации, на вакво прашање да дадам порака. Гледајте по сила на еден пример кој можеби ако се најдете во слична ситуација да го следите, можете да бидете своји, без да трпите големи, значи јас сигурно губам некои можности за кои не жалам, за кои, окей, тоа е дел од тој мој, да речам, пат. Меѓутоа, од друга страна, не можам од себе да правам маченик. И сега јас да ја злоупотребам вашава камера и да кажам како мене ми е многу тешко, како мене ми се закона. Не, напротив, јас да поминам на пазар, мене оние што продаваат цвеќиња ми подаруваат цвеќе. Мислам, тоа си има некоја своја сатисфакција кога обичните луѓе ви велат, вие зборувате во наше име. Политичарите знаат дека не зборувам во нивно име, знаат дека некогаш ги критикувам едните, некогаш другите и не заземам страна и мислам дека е тоа улогата на секој интелектуалец. Често по коментарите или по реакциите во јавноста забележувам дека сте погрешно интерпретирана. Не би сакала да го потценам интелектот на нашето општество, но дали тоа понекогаш ве прави да мислите дека можеби е залудно се тоа што го правите? Не, да речем она што мене најмногу ме разочарува не е тоа што јас можам намерно да бидам погрешно интерпретирана, али некој да изведи дел од моја изјава да ја преработи. Ми се случувало тоа безброј пати со новинари, имам секакви искуства. Тоа не ме разочарува, најмногу ме разочарува тоа што моите колеги, интелектуалци, професори си молчат и наместо да дел од своето време го одделат за медиумите, за вакви разговори, за пишување, колумни, ставови, писма, изјави. Знаете, кој ќе видам дека некој цитира новинар анонимен професор кој не сака да си го каже името, а зборува за законот за високо образование, јас се срамам од тоа. Значи, проблемот е кај елитата на оваа држава. Ја не им замерувам на обичните граѓани ако и не ме разберат или можеби не ја читаат Нова Македонија редовно или можеби имаат различен став од мојот и тоа е сосема во ред затоа што работата на интелектуалецот е да оди по својот пат. А тој, знаете, има една изрека, велат, ако сакаш да дојдеш до вистината, до изворот, мораш да одиш низводно. Значи, обратно од текот на водата, а тоа е потешкиот пат во секој случај. Да. Благодарам за гостувањето во Версус. И ви благодарам и вам. Версус со Горан Лалов.